Добър ден, драги ученици! Аз съм наставник Радко Кръшков при основното училище Даме Груево, село Коглиша, община Сестровица. Денес ще зборувам за нискиот старт како техника от атлетските трчания. Нискиот старт е техника на изведување при старт на кратки патки до 400 метри. При трчањето на кратки патки, за да се постигне максимална брзина и поголема фреквенција на чековите, мора да се постигне согласена работа со раците и нозите. При брзинското трчање предниот дел на стапалото треба да биде во што помал временски контакт со подлогата, раците треба да се движат во ритмот на трчањето, телото треба да биде благо наклонето напред, бидејќи тоа директно влијае врз амплитудата на чекорите. Се изведуваат од стартен блок кој е поставен позади стартната линија и стартна линија. Стартните блокови служат за отрнување со што ќе се постигне максимална брзина за краток временски период. Нискиот старт се изведува на 3 команди. На своите места, внимание и старт. Ова стартна техника е најбрз начин на изведување на трчањето. На првата команда на своите места, ученикот застанува пред стартниот блок, лекнате раци ги поставува пред стартната линија. На првиот стартен блок се поставува одскочната нога или одразната нога, при што со врвот на стапалот се допира подлогата. Потоа истото се прави со едната замашна нога која се спушта со коленото на подлогата. Раци се повлекуваат за стартната линија, се постават малку пошироко од ширината на рамениците. Палците и показалците се постават за стартната линија, а останатите прсти се расширени кон надвор. Тежината на телото е подеднакво распределена на двете раце и нозе. На следната команда, внимание, ученикот е подига крилицата, го положува малку повисоко од висината на рамото. Телото се поместува напред и рамените издегуваат 10-15 см напред самата стартна линија. Тежината на телото се поместува понапред кон рацете. При учените на нискиот старт команд за почеток на трчањето е старт или изстрел од пиштол на атлетски натпревар. Едновремено со замавот на раците започнува и замавот на задната нога која е насочена напред и нагоре и телото почнува да се исправува. Ученикот тргува со максимална брзина на трчање. При изведување на нискиот старт посебно внимание треба да се посвети на трите команди. На своите места, внимание, старт. Правило при трчање со нискиот старт. При стартувањето не е дозволено допирање на стартната линија. Стартот на трката го води стартот кој проверува дали при стартот ја допират стартната линија. Трката се прекинува ако некој од натпреварачите ја започне трката пред истрелот или одвие рака или нога, или ако некој им пречи на другите учесници во трката. Натпреварувачот има право на една грешка, при што се добива само опомена, но втората грешка се дисквалификува.